Да бидам искрена, не знам дали се работи за недоразбирање. Меѓутоа, никој не спори дека треба да се стимулираат укажувачите. И дека во тој поглед, во рамките на она што вие го нарекувате нова казнена политика, и усогласување со глобалната казнена политика и на укажувачката политика, не е во хармонија со категоријата откривачи на идентитет. Како не сакате да видите? Значи, не може механички да пристапиме. Зошто? Убаво се вика законот, предлог закон за измена на законот за заштита на укажувачите, ама следното што го нема треба да биде обесхрабрување како политика на што? На откривачите на идентитетот. Значи, не може механички да се однесуваме. Тоа е доказ дека нема темелно правно знаење и дека нема што? Темелна политика, ама извинете, ни правна логика. Значи, во исто време вие мора да стимулирате укажување, ама да дестимулирате откривање на идентитет. Како не разбирате? Бидејќи ако стимулирате откривање на идентитетот, тогаш тоа ќе се одрази врз што? Врз самото укажување. Бидејќи во откривањето на идентитетот од луѓе кои сега исто така во рамките на вашата глобална казнена политика ќе добијат помали санкции, односно казни, што правите вие? Па вие го стимулирате откривањето на идентитетот, а треба да го дестимулираме. Бидејќи откривањето на идентитетот на укажувачите може да има тешки последици по укажувачите. Па имавме такви примери, луѓе. Зар не се сеќаваме? Значи, ве молам, кога предлагате закон, да не ставате во иста линија, линеарно, и лица кои треба да бидат заштитени и стимулирани и лица кои не се во истата категорија. Нивното откривање на идентитетот не е на линија на откривање на кривични дела, повреди на слободи и права. Напротив, може директно да ги загрози слободите и правата на укажувачите. А ние механички сите споменати категории овде ќе ги подведеме под новото усогласнување во рамките на казнената политика, но колегата Александар ви укажа. Политиката денеска и на ЕУ, и на Советот на Европа во сите акти вели треба да се стимулира укажувачите за полесно да се стигне до сторителите на кривичните дела и прекршителите на слободите и правата. Ама не се во исто друштво, министре, откривачите на идентитетот и укажувачите. А вие во механичкиот пристап кон казните го намалувате, ја намалувате и казната за нив. Не сакам да давам примери од праксата македонска, но имаше. Значи, нив треба ние да ги дестимулираме, да се замислат кога ќе откријат нечи идентитет. Оти тоа може да биде катастрофално по животот и по слободите и правата на оние кои откриле. Не ми е јасно мене каква политика е ова. Не можете и кон жртвата и кон джелатот, бидејќи не се во иста категорија. Затоа јас уште еднаш ве замолувам. Значи, убаво се вика законот за измена на законот за заштита на укажувачите. Не се вика за заштита на укажувачите и откривачите на идентитетот на укажувачите.
Тоа се спротивставени субјекти, спротивставени категории. Ако секаде тргнуваме водени од механичкиот пристап, не верувам дека полесно ќе стигнеме до правото и правдата. Ако ги намалите вака рапидно казните за оние кои што откриваат идентитети, тие ќе бидат охрабрени наместо обесхрабрени да откријат нечи идентитет. Тоа е мојата правна логика и јас мислев дека, бидејќи минатиот пат укажавме на ова, дека во овој период добро ќе го промислите решението, да, за поддржување неопходен елемент на законот за укажувачите, ама со исклучок на откривачите на идентитетот. Затоа е нашиот амандман и јас апелирам не на вашето правно знаење, туку на правното знаење на колешките и колегите, бидејќи она што владата во предлогот не го согледала, ние, низ очите на граѓаните, треба да го согледаме и да ви укажеме. Благодарам. Благодарам.